Долгови за неисплатени плати, опустошени неосигурани институции со раководства без стратегија, проекти без утврдени приоритети и динамика за реализација, скратени средства за програмски активности, инвестиции сведени на минимум, хаос во сите институции од културата затекнал министерот Зоран Љутков. Во отчетот за сработеното во изминатите 100 дена, Љутков кажа дека претходната министерка работела и незаконски, а како пример ја наведе универзална сала. Објектот е превземен од град Скопје на незаконски начин со бројни прекршувања на законските прописи во постапката и во постапките на спроведување на јавните набавки. Министерот вети дека Скопје ќе има универзална сала која ќе биде готова до 2028 година, но дека таа ќе биде изградена на законски и легален начин. Констатирани се бројни прекршувања на позитивните законски прописи и во постапка на превземање на реконструкцијата на универзална сала и во постапките за спроведување на јавните набавки. Постапката е започната со одлука на град Скопје како постапка за промена на инвеститор согласно член 70 од Законот за градење. Склучениот договор од страна на Министерството за култура и град Скопје содржи контрадикторни одредби, не е заверен на нотар, не содржи таксативно кои права и обврски се предаваат и што всушност се предава. Љутков најави нови проекти и иницијативи кои ќе унапредат културната понуда. Во моментов се гледаат приоритетите, објектите кои биле започнати во 2011-2012 година, по промената на власта од 2017, сите се стопирани и на ниту еден објект не е продолжено да се работи, а не пак да се заврши. Во наредните години ќе се заврши соградба на тие објекти, а нов ќе има и за драмскиот театар и тоа за 2 години. Ова е прв пат после 7 години во ребаланс на буџет да се обезбедат повеќе средства од планираното. Со 273 милиони денари го регулиравме долгот по основ на неисплатени плати согласно колективните договори на вработените во националните и во локалните установи и обезбедивме средства за регрес, односно К15 за локалните установи. Министерот Љутков за следната година најави реализација на повеќе значајни проекти, меѓу кои ревитализација на Скопското кале, за што е формирана комисија, а обезбедени се и пари од Управата за заштита на културно наследство.